Фотографиите на социјалните мрежи на кои се гледа поп како извршува верски обреди во дворот на МВР во присуство на полициски службеници предизвика голем број реакции во јавноста. По реакциите на социјалните мрежи реагираше и заменик министерот за внатрешни работи Астрид Исени, кој појасни дека оваа постапка е извршена од страна на неколку полициски службеници во соработка со еден свештеник и дека тоа не го одразува институционалниот став на МВР. Според Исени, осветувањето на возилата и официјалните објекти во рамките на МВР не представува чин на приватна вера, туку кршење на секуларната држава и законот. Според него, сите одговорни ќе бидат повикани на одговорност според законот. Уставот на Република Северна Македонија, член 19, јасно ја определува разделбата на верата од државата. Законот за полиција бара целосна и безусловна неутралност. МВР е државна институција која треба да им служи на сите граѓани без разлика на верата. Просториите и службените средства не се собственост на ниту една верска заедница и не смеа да се користат за ритуали или верски активности. Полицијата е во служба на сите граѓани и не може да постапува по двојни стандарди. Институцијата МВР има јасни правилници и во согласно со нив, сите кои ја организирале или дозволиле оваа постапка не ја спречиле, дозволиле влез на верско лице во објектите на МВР за извршување верски активности, ќе бидат повикани на одговорност. Од Министерството за внатрешни работи известуваат дека Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди презема мерки и активности со цел утврдување на околностите поврзани со фотографиите. Министерството за внатрешни работи ве информира дека Одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР презема мерки и активности за целосно утврдување на околностите, пошто јавноста ќе биде соодветно информирана. Инаку овој чин бил извршен на дел од 120 нови службени возила на МВР, промовирани на крајот на минатиот месец.